И еве, почитувани гледачи, го продолжуваме новото издание на Неделниот микс, на моје големо задоволство. Сега ќе имам можност да поразговарам со мојата следна гостинка, која што е писателка, преведувачка, книжевна теоретичарка и професорка на Филолошкиот факултет Блажа Конески во Скопје, каде што предава предмети од областа на англиската книжевност. Незините раскази и книжевни анализи се објавени во многобројни списанија, како кај нас, така и во странство, а незиниот роман "Светот што го избрав" ја доби наградата Роман на годината за 2024 на Фондацијата Славко Јаневски во конкуренција од 43 романи. По тој убав повод, на гости ја поканивме професорката Калина Малеска. Добре ни дојдовте. Благодарам. Еве и честитки уште еднаш за наградата Роман на годината, апсолутно заслужено. Како што и претседателката на жири комисијата Лидија Димковска кажа, ова е роман што освестува, охрабрува и дава надеж за еден подобар свет што секој сам мора да го избере. Ете, честитки уште еднаш. Фала многу и фала за поканата. Светот што го избрав, еве, накратко и за гледачите, може би некој кој што не има се уште прочитано книгата, главниот лик Леона прави голема промена, значи заминува од својот до тогашен живот, го остава својот маж по речиси 20 на години заеднички живот, ако не се лажам, но и одлучува да почне сосем од почеток, да почне од нула и тоа на некој начин и буквално оди под кирија да живее во едно сопче што има буквално само кревет. Па сега, колку е тешко од една страна, а ослободувачки од друга страна, да се бираме себе си, па дури ако тоа значи голем ризик? Тешко е многу, затоа што некако оваа книга, еве да се надоврзам на се ова што го рековте, произлезе од еден мој период на некако вид на охрабрување, ослободување и така натаму. Сега оние настани што се случуваат во романот не се тие настани што ми се случувале мене, односно не е нели автобиографски во таа смисла, во буквална смисла, но веројатно е потребно некое животно искуство за да може човек да ги свати тие и размислувања и чувства што доаѓаат во такви, да речам, преломни моменти во животот. Сега тоа си е фикција и така натаму, но се заснова на некои реални настани, да речеме. Многу е тешко да се избере слободата, затоа што таа подразбира и напуштање на дотогашниот живот. Ако долго време сме навикнати на нешто, потоа е многу тешко затоа што сите тие работи на кои што сме навикнати ги губиме. И човек некогаш си прави некој пробува да најде рамнотежа, односно пробува да ги измери последиците, да речам, последиците на своите акции, и предностите и маните на своите постапки. И се она што го губиме е многу големо. И затоа е многу тешко. Тешко е да се, да речам, да се изгубат сите работи на кои што сме биле навикнати, што сме ги имале. И се додека човек не го направи тој чекор, не може да свати дека всушност она што го добива може да биде и многу повеќе. Не мора секогаш да значи дека ќе биде така и затоа и е тешко, бидејќи понекогаш и таа одлука или тој потек што ќе го направиме може да значи и дека влегуваме во нешто полошо. Но сака во романот да биде дека и тоа од материјална или од финансиска смисла и да е полошо, дека предностите се големи за главниот лик, за протагонистката, која што некако доаѓа на крај во допир со себе си, со нешто што го загубила додека постојано пресметувала, односно сметала дека треба да се однесува на еден или на друг начин во согласност со својата околина и некако ги потиснува својата вистинска природа, па потоа таа природа се враќа и се навраќа додека се одвојува во таа мала подрумска соба. Да, и ете, можеме да позборуваме и за комфорната зона. Спомнавме дека никогаш е многу тешко таа комфорна зона да се напушти и да се почне буквално се одново, а од друга страна пак
има и доста примери каде што луѓе остануваат несреќни во работа која што не ја сакаат, во релации кои што не се задоволни, затоа што има страф од ризик, некогаш па и треба да се направат ризик од промени. Ова вие нели претходно некако го формулиравте. Во секој случај, за секого е нели тоа индивидуално, но кои се вашите размислувања, дали сте вие тип на човек кој што превзема ризици генерално во животот или некако зависи од ситуацијата? Мислам дека воопшто не сум, за жал се на тоа работам на себе. Инаку да, по природа мислам дека многу ги мерам работите постојано и многу размислувам околу тоа, ама што ако направам вака или што ако направам онака, и многу тешко се одлучувам да направам некој поголем чекор. Така ми било уште од мала, да речам, уште од дете, се нешто но што ќе се случи ако, и дури кога сум мислела дека можеби е тоа подобро, секогаш сум го земала предвид и тоа како ќе би влијале моите потези на другите луѓе околу и многу внимавам на тоа да не ги повредам и другите луѓе. И некако со текот на животот и животното искуство и годините, тие работи се менуваат. Бидејќи некогаш во разговори сме разговарале на таа тема, ете колку може човек да даде совет на друг. Може човек да даде совет, но тој совет не е многу корисен, бидејќи ако некој не помине низ некакво животно искуство, нема да го да речем да го доживее тоа на ист начин. Значи, треба да се случуваат многу работи во кои постојано сте потиснувани за да дојде моментот кога ќе речете ова веќе не може вака, бидејќи животот вака веќе не вреди да се живее. Буквално со така, да речеме, ве звучи драматично, ама кога ќе дојде таква точка, веќе нема што да се изгуби. Нема што да се изгуби и тоа што ќе се изгуби веќе вреди да се изгуби. Така што многу е индивидуално, да, зависи, ако човек сосем од сите функционираме во рамки на некои околности, никој не е целосно слободен. Да. Се разбира секакви општествени во меѓучовечки односи и така. Значи се додека се тие во ред можам нешто да направам, па нешто ќе попуштам, па нешто постојано си наоѓаме, нешто каде што е заеднички и убаво дури со таа ограничена слобода, тоа е во ред, но кога ќе натежне едното, тогаш е многу тешко. Токму така. Еве за љубезноста и за нешто кое што се провлекува и во нашиот разговор, во смисла дека некогаш се посветуваме на луѓе, а дали истото ќе ни се врати или пак многу очекуваме, и тоа се прашања кои што може да се дискутираат. Ќе прочитам еден сегмент од самата книга. Вели вака: за него љубезноста не е нешто што му доаѓа самото по себе. Љубезноста е акт на возвраќање за нешто што му е добро направено. Нешто што треба да го заслужиш со жртва. Нема да се однесува како порано, затоа што сум се грижала за него додека бил болен. Инаку би имал полно право да биде груб. Така гледа на односите меѓу луѓето. И ова еден извадок кој што ми се допадна од книгата. Ви благодарам. Па еви тука ги имаме тие релации, тие односи, и како Леона, главниот протагонист, може би го опишува односот со нејзиниот поранешен сопруг. Да, во суштина гледам да не гледам така на односите, дека е нешто се за возврат на нешто друго што е направено, и таа моја, да речам, тоа моје забележување кога во односите има дали се меѓу двајца луѓе, па дури во некоја поголема група, каде што постојано треба да се мери кој колку направил, не ми се допаѓаат генерално и сакав тоа да го внесам во романот преку овој лик во ваква ситуација во која што можеби повторно не сум била во буквална смисла во таква ситуација, но сум била во слични ситуации, и ми беше важно ова да биде истакнато, бидејќи исто забележувајќи околу себе, бидејќи често пати во романите кога пишувам, не пишувам само за своето искуство, туку гледам и да наблюдувам и да ги анализирам, така и другите луѓе, за да добие, бидејќи кога се тргнува од себе си, има ограничена перцепција, така што да добијам представа, така и за односите меѓу другите луѓе, и го забележувам тоа и мислам дека тоа лошо влијае на односите кога
постојано нешто се бара за возврат, некој да се однесува на еден начин затоа што му било направено нешто добро и така натаму. Сега и таа улога на жртва исто така многу застапена. Да, токму така. Нормално е и дека кога некој ќе направи нешто добро, па очекува тоа исто природно, ама освен тоа што е природно, инстинктивно, човек можеби треба да малку да се позадлабочи и да си рече, добро, јас правам нешто затоа што јас сакам така, а не затоа што очекувам нешто друго. Да, за возврат. Да. Професорке Малеска, книгата е навистина, како што и членовите на жири комисијата, нели, кога ви ја доделуваа наградата, кажа кус прецизен роман и навистина е така. Многу брзо се чита, почитувани гледачи, еве и вам да ви пренесеме доколку не сте го прочитале романот, но она што посебно ми се допадна е што не е патетичен. Значи се зборува и за тешката ситуација на Леона и така натаму, меѓутоа не е како сега да се руши светот или да е нели крајот на светот, туку многу реално, многу рационално е сето тоа представено и тоа ми е некако читател многу ми се допадна. Не знам, вие како нели пишувач, како писател тоа го. Ви благодарам, многу ми е драго ако е така. Генерално, повторно, тоа из некое животно искуство сум сватила дека многу е тешко кога човек ќе биде повреден да не го гледа тоа на таков начин дека јас сум повреден. Но со тоа влегуваме во таа улога на жртва. Сакам да речам, и другите луѓе околу нас прават нешто што е во согласност со тоа што им одговара на нивните животи и многу е лошо кога сметаме дека некој нешто ни должи и мора да се однесува на оваков или на онаков начин кон нас. Така што за да се избегне таа улога, да речам, на жртва, која што е доста убиствена во смисла и на емотивно поле и на психолошко поле, баш може да не однесе во некој правец каде што постојано ќе мислиме дека само нас нешто ни се случува. И од тоа многу тешко се излегува. Јас сакам во овој роман главниот лик да биде проактивен, да не западне во таков вид на очајување или да го наречам дури во поширока општествена смисла дефетизам, бидејќи секогаш кога имаме чувство не може ништо да се смени, се е за никаде, ништо не преземаме за да се смени. Кога го немаме тој став, тогаш и самите сакаме нешто да направиме и тоа е главно правецот по кој што може да се оди за да се смени нешто, било во личниот живот или во општествените односи. Тоа ми е некој механизам кој што јас намерно сум го развила, мислам сосема свесно, еве како што рековте, рационално, инаку природно секому му доаѓа прво да види дека не му е лошо нешто или не му е направено нешто. Но така како некој одбранбен механизам сум си го развивала затоа што на тој начин да, и животот е поднослив на таков начин кога ќе видите дека не е само кон вас, дека никој ништо не должи, да речеме, никому и дека си продолжувате со почитување на другите луѓе и каков и да е нивниот однос. Да. Во една прилика изјавивте: изборот на лична слобода го сметам за многу важен избор во животот. Лична слобода во степен во тоа колку што е можно, со оглед на тоа што слободата е секогаш ограничена од околностите. Колку всушност слободата е важна и клучна за изразување? Сега, токму во овој период работам на една тема за концептот на слобода генерално и тоа во една книга која што ја преведував неодамна, тоа е Слобода се вика книгата од Леа Ипи. Сега, бидејќи се пријавив на една конференција со реферат на таа тема, значи како е слободата представена кај Леа Ипи, како е представена наспроти тоа слободата во филозофските дела од минатото. И некако многу размислувам за слободата во овој период. Тоа е независно од романот, бидејќи романот беше веќе напишан, но многу се надоврза на тоа.
така, читајќи ги овие, да речам, некои дела од дел од филозофите кои што ги опфати во темата, сваќам дека имаат некаков став кон слободата во смисла на некакви објаснувања или дефиниции. И секога читате конкретно дело, еве како ова на Леа Ипи Слобода, или еве ќе се надоврзам и на мојот роман, многу потешко е да се дефинира или да се објасни слободата. И просто тоа е некое лично чувство што за еден човек може слобода да означува еве она што го прави протагонистката, додека за некои од другите ликови конкретно во ова дело, тие не ја сваќаат слободата на ист начин. Значи, на сосема друг начин ја сваќаат слободата и секој има некое индивидуално лично чувство за тоа што е слобода. И така, колку што повеќе читам, да речеме, за слободата и размислувам од смисла на искуство, толку потешко ми е да кажам нешто со сигурност. Да се дефинира баш. Да. И тоа е сосем во ред, нели? За секого да има различно значење слободата. Да. На крајот веројатно, да, веројатно. Ето, спомнавме нели на почетокот, вие сте професорка на Филолошкиот факултет Блаже Коневски во Скопје, предавате предмети од областа на англиската книжевност. Што вам како професор ви е важно да им пренесете на студентите, освен знаењето? И како гледате на новите генерации, на можностите кои ги имаат, растејќи со напредна технологија? Мислите ли дека тоа е предност? Вака неколку прашања. Сите се поврзани, така е. Најважно ми е да пренесам љубов кон книжевноста. Бидејќи јас предавам книжевност и во таа смисла на предметите кои што јас ги предавам треба да се чита многу. Честа некоја поплака вака генерално во јавноста дека младите не читаат. Јас имам сосема друго искуство. Според мене младите читаат повеќе од било кој друг, но сега тоа е малку специфично бидејќи станува збор за Филолошки факултет каде што е тоа. На филолошки. Да, каде што е тоа насоката и таму се запишуваат веројатно луѓе кои што сакаат да читаат. Тоа не е можеби репрезентативно, нели, за општеството, но на часовите она што сакав да го направам и што цело време се обидувам овие години да го направам е првен да се развие таа љубов кон читањето и кон книжевноста, повеќе отколку мораме да покриеме некој материјал конкретен. Ако видам дека е тоа многу или дека тоа е нешто што можеби не е интересно, ја менувам програмата и обично ги поттикнувам студентите со прашања. Значи не да ја раскажуваме или да анализираме ликови, туку со некои конкретни, така можеби малку и провокативни прашања. И така сите ќе се заинтересираат и обично ќе им дадам да прочитаат нешто и да дојдат на час со веќе прочитана расказ, песна и така натаму и да го дискутираме, и тоа е, како што гледам, еден убав рецепт за тоа како сите сакаат да ги искажат своите ставови околу тоа што го читаме, а за да ги искажат своите ставови треба да прочитаат и навистина доаѓаат подготвени. Веројатно, што спомнавте, новите технологии, она што се зборува дека малку влијаат и на фокусот и на концентрацијата. Сигурно е тоа така, но еве на часовите не се забележува тоа, бидејќи си дискутираме и за книгите, и за она реалниот свет и што се случува со технологијата, но не забележувам, да речеме, поради употреба на технологијата, дека помалку читаат. Значи, моето искуство и мојот впечаток е дека не влијаат негативно. Сега, надвор од овој свет на часовите, нели она што се случува во нивните животи, колку е технологијата важна, тоа е сосема друга тема и тоа навистина може да е и болна тема околу тоа како се користат, но вака конкретно на часовите по книжевност не забележувам некакво лошо. Секогаш уникатни, нешто ново внесувате, не се стереотипни, токму затоа и како што спомнавте и со провокативни можеби теми и прашања ги поттикнувате да се заинтересираат. И тоа е убава навистина. А дали според вас, професорке, во секојдневното комуницирање употребуваме пречесто англицизми, интернационализми? Кој е вашиот впечаток? Веројатно, да. Мислам, неверојатно, да, користиме. Не гледам на тоа толку негативно, како што генерално се гледа, а мислам дека е една
сосема нормална појава. Сега како реакција на таа појава се разбира има и некои активности како што гледам, нели, за малку за сочувување на македонскиот јазик и елиминирање на тие англицизми. Прво во пишана форма, нели, со лектура, тоа се средува, да речеме. Но мислам дека е сосема природно во секојдневниот говор и тоа веројатно секогаш било така. Нели, јазикот што ви кажете жива материја, и она што е доаѓано како влијание од различни страни во текот на историјата се влијало на јазикот. Јазикот никогаш не бил нешто чисто, кое секогаш влијание на различни допир од различни народи. И тој така и се градел. И сега ние некако одеднаш како да е фиксиран во одредено време и дека ништо понатаму не може да му влијае. Може да му влијае и тој ќе се менува и мислам што и да сакаме ние да направиме, ќе се менува јазикот. Да, така е. Ете во ова модерно време живееме брзо темпо и така натаму, но мислите ли дека токму ова брзо темпо го наметнува индивидуализмот? Имам печаток дека се повеќе сме свртени кон себе наместо да се грижиме за колективот. Може би сме повеќе себични, нели општо зборувам. Кој е вашето размислување на тоа? Веројатно е така, за жал. Не знам дали тоа може да се избегне, бидејќи она што зборувавме и пред малку надвор од ова, ако може да така да пред емисијата да го изложам. Јас се сеќавам кај баба ми кога сум одела на гости и таа со сите комшивки беше во многу добра комуникација, постојано си доаѓа една кај друга, значи разменува мислења, така се дружа, си одеа на гости и јас, например, со моите соседи се знаеме по лик и се поздравуваме, но ништо повеќе од тоа. И сега кога размислувам зошто е тоа така, да речеме тие постојано си позајмуваа, нешто ке немаше, дали е тоа шеќер, дали е брашно или било што, и се упатени луѓето еден кон друг. Сега кога имате веќе околу себе, да речеме продавници или ова што спомнавте претходно, технологијата, па секој е на својот мобилен, просто е неизбежно. И повторно не знам дали може да се бара некаква носталгичност, тогаш беше така, тогаш беа и други условите. И некако јас природно не сум никогаш свртена кон минатото во носталгична смисла. Сега ако се вакви условите, тоа е тоа, но сепак може да се направи нешто за да се разбие малку тој индивидуализам во смисла на работење на свеста на луѓето за тоа колку е важен колективот, а не само сопствените, да речам, интереси, но треба на поинаков начин да се работи на тоа, повторно ќе кажам, развивање на свест, а не на враќање на како беше тогаш, беше подобро. Тоа не може да се врати времено, може да се работи на свеста за да се дојде до тоа дека колективот е многу важен. Во оние услови кои што ги имаме сега, да работиме на она што може сега да го поправиме. Така, тоа во таа смисла, да. Тоа би било убаво да може и повеќе и да се фокусираме на тоа, да сме свесни дека не живееме сами. Така, и сега и ова, во делот, бидејќи прашавте и за часовите, нели, кога зборуваме за книжевноста, секогаш поврзуваме и со теми од реалноста. Јас секогаш се обидувам и тој аспект да го вклучам, особено што предавам еден предмет што се вика утопии и дистопии. Тоа е токму за тоа, за заедницата, за општеството, за општествените услови, за државата и така натаму, значи создавање подобро општество. И се фокусирам на ова прашање и низ книжевните теми. Така, кога сме кај книжевноста, да спомнеме, односно кажавме и претходни во најавата, ви исто така преведувате и книжевни преводи. Па да позборуваме малку за одговорноста, но секако и за убавината на преводот.
Какви книги преведувате и какви книги сакате да преведувате? Да, јас сакам да преведувам книжевност многу, тоа ми е предизвик и многу кога преведува човек книжевност, тогаш најмногу се внесува во делото реално. Значи, колку и да читаме внимателно, ова е едно ниво повеќе, затоа што за секој збор треба да размислите и тогаш навистина ја знаете книгата. Сега еве еден пример да не многу нели се задржувам на темата. Еден пример е Тристрам Шенди од Лорен Стерн, која што е така прилично експериментален, модерен роман, иако е од 18 век, прилично необичен за тоа време. Беше тежок за преведување затоа што е многу фрагментарен. Се тргнува од едно раскажувачот кој што не е се уште роден, раскажува во прво лице, што е нели невозможно во буквална смисла, но ете така е тоа книжевно представено. Па по асоциација го води тоа на нешто друго, па на нешто трето, па ја заборавате првичната приказна со која го почнал романот од тие асоциации, така тешка е и за следење, и за читање, а е многу добра и многу интересна. И сега меѓу другото ова што велите за одговорноста на преведувачот, имаше еден голем дел за воени действија во Холандија, па со некои замоци, како имало борби околу замоците. Имаше многу термини кои што се поврзани конкретни со детали во замоците, кои што тука нема во речниците, ги нема тие преводи, затоа што едноставно и немало такви замоци. Значи, тоа е од тој вид на замоци во Западна Европа, какви детали има. Сега, тука тоа го немало ни физички, значи, како ќе го наречат. И тука, да речеме, ете, околу тоа, јас Тристрам Шенди 2 години ја преведував, многу размислував, па наоѓав од тука од од книги за археологија, замоци што ги имало на оваа територија, па што е најслично и така, значи, многу треба да се истражува при превод и е навистина одговорна работа ако сакате навистина да звучи добро и пак нешто ќе има каде што и самите ќе се речете не знам дали треба ова вака, може и некој друг да ве искритикува, ама некогаш и тешко е да се најде и точниот, да речам, одговор за преводот. Осамнете за некој нешто кој што не ни постоеле тука, па. Да, ова па специфично беше баш затоа што го немало ни во материјална смисла овде. Да. И така. Ете, баш интересно. Малеска, вашиот дедо бил врвен писател, вашиот татко е познат дипломат и политички колумнист. Вие се насочивте кон книжевноста. Дали некогаш сте имале амбиции да влезете во водите на политиката, на дипломатијата? Не. Повторно веќе се навратам на ова утопии и дистопии. Значи, кога ги читам тие утописки дела, па и дистописките кои што се некоја превртена верзија, односно тоа општество на страв, кое што може да размислуваме како да не дојде до тоа, додека за утопиите се посакуваните општества, многу размислувам околу таа тема. Нели, главно моќта е во рацете на политиката, нели, на тие слоеви во општеството и тие можат најмногу да направат. И секогаш кога сум размислувала за подобрување и во овој контекст утописки, сваќам дека човек мора да е во некоја позиција за да може да направи нешто, но не сум имала желба. Некако секогаш си викам дали можам од оваа позиција, значи да не сум во политиката, а сепак да направам нешто и тоа се обидувам. Па значи, еве веќе го правите. Да, правите промени. Во секој случај кога станува збор книжевноста. Верувам било вистинска привилегија да се расте во семејство на интелектуалци. Имате ли можеби некоја мисла која што сте ја слушнале од нив, која ви останала како водилка и понатаму во животот, која би сакале да споделите со мене и гледачите? Не можам да се сетам така на една мисла која што ми останала. Работата е што кога е човек мал не е свесен, така е привилегиран, во што ете расте во некоја атмосфера. Ние сме имале дома книги, библиотека, цел зид да речеме. За мене тоа кога сум била дете, било нешто што е сосема нормално и потоа како што растам, сваќам дека тоа па и го нема секој, и го нема секаде. И дури отпосле сум ја сваќала таа привилегија на тоа дека сум имала допир
постојано со книги. И јас главно се сеќавам од ја кога бев дете многу сакав сама да си играм, значи не сакав многу да се мешам со возрастните, да речам, па ќе се затворе во соба и нешто со книгите секогаш си играв. Како да се дел од библиотека, па читам, па јас си измислувам самата приказни ако има некаде слики, значи не ја следам приказната од книгите. И така што тие моменти ги памтам повеќе од детството, тој однос некако со книгите повеќе отколку да се сетам на на некоја мисла. Па и тоа е убаво, нели? Она што сте денес секако имало влијание детството на она што сте денес. Така е. Пишувате книжевност за деца, дали е поголема одговорноста кога се обраќате кон помладата публика? Па поинаку е, бидејќи кога пишувам вака, како за возрастни да речеме, не размислам толку за публиката. Значи, размислам за она што мислам дека е важно да се пренесе со надеж дека тоа и некому друг ќе биде важно. Ама секогаш е како еден вид на надеж. Не се прилагодувам кон публиката. Туку се фокусирам баш на тоа што го пишувам и како да звучи, како мене да ми звучи повторно со надеж дека и на другите ќе им звучи интересно, компактно, така попрецизно. Обично секогаш кратам при ревидирање, значи не пишувам дополнително, туку некако се ми изгледа ова не е директно релевантно, па така ќе ги скратам. За деца е поинаку, затоа што кога пишувам за деца секогаш мислам на публиката. Затоа што не можете вие сега да си пишувате нешто што сметате вие дека е важно како автор или авторка, а тоа да не биде читливо за децата. Да речеме ги возрастните, има секакви луѓе, некому ќе биде поинтересно, некому не. Ама за деца од одредена возраст, значи можат да следат нешто, можат да разберат некои работи, ако можат многу да разберат. Реално децата, навистина и тоа сум го сватила, но треба да е прилагодена некако приказната на годините и во таа смисла, така на тоа сум внимавала многу да биде разбирливо, да биде поприемчиво, што е различно искуство од тоа. А во секој случај истото тоа на некој начин го применувате и кај возрастните, бидејќи ми се чини дека најтешко, најкратко, да се објасни се јасно и концизно и прецизно, како и вашиот роман. Во однос на страници не е голем романот, меѓутоа се е толку јасно и прецизно, пета баш откритени во однос на пишувањето. Дали точно имате структурирано во главата што точно сакате да напишете или пишувате па ќе коригирате нешто? Како изгледа тој процес на создавање? Имам, кога почнувам да пишувам, за романите конкретно да кажам, кога почнувам да пишувам имам некој концепт генерален, но никогаш ја немам целата приказна. Значи, додека пишувам, самата приказна ме води на тоа дека во оваа ситуација може да биде интересно или може да биде релевантно да спомнам некој настан. Значи, тие конкретните вака настани ги градам во текот на пишувањето. Иако имам, конкретно за Светот што го избрав, знаев дека тоа е лик кој што оди да живее во таа подрумска соба и дека таму ќе ги има двете девојчиња кои што се исто градени врз основа на дечиња што ги познавам, и дека ќе биде тој дел со комисијата за учебници. Сега точно што ќе се случува, кој лик што ќе каже во таа комисија или што ќе кажат дечињата во контекст на главниот лик Леона, или дека оние луѓе исто кои што живеат во другите соби во подрумот, знаев дека ќе има некои, но не ми беа, да речеме, тие ликови разработени, така како општа приказна со некои контури ги имам на почеток, но си се градеше приказната и сватив дека сакам во тие делови што не се во комисијата да биде фокусот на интроспекцијата на главниот лик, но исто во корелација и со другите ликови околу неа, но постојано да се присеќава за да се види како
дошло до тоа да ја собере таа храброст за овие потези. Многу ви благодарам за овој разговор, професорке Малеска. Навистина уживав и уште имаме, ми се чини, теми за разговор, но ќе оставиме за некоја друга прилика. Уште еднаш, навистина честитки за наградата Рома на годината. Тој беше повод секако што ве поканивме кај нас во студиото. Ви благодарам и вам многу, и мене ми беше многу пријатно и драго ми е за овој разговор. Предпоставувам дека книгата во Или може да се набави? Да, книгата може да се набави во Или и сега има и второ издание, така Честитки. што ја благодарам, ја има таму. Секако, почитувани гледачи, ете што да читате викендот, романот на Калина Малеска, Светот што го избрав. Нема да ве остави рамнодушни, така што оваа книга и роман секако ви ја препорачувам и јас како читател, а тука и ќе ви се заблагодарам што бевте заедно со нас и во ова издание на Неделниот микс. Фокусот беше секако на културата и во ова издание. Бидете добри и до следно видување, пријатно.